Секој ваш пропуст од типот на бегството на групи, од типот на ова од завчера со Пуцко Петров, тоа кажува сосема спротивно дека спрегата не е помеѓу СДСМ и ДУИ, туку помеѓу ДУИ и ДПМН. Ние ако во скоро време го решиме проблемот со Бугарија, јас сум многу убеден дека во склоп на 2030 ние потенцијално би можеле да станеме членка, полноправна членка на Европската унија. Сатанизација од пратеници гледаме врз суди и предмети конкретни. Дали со тоа се постигнува реформа во судството? Не може со тоа, може да ги заплаши само судите. Тоа што Брисел сака да го види е одредено политичко влијание во институциите, конкретно во правосудството, да не се заменува со друго политичко влијание. Не е точно, ние не сме жестоки критичари на трамповизмот. Ние сме критичари на надворешната политика без компас што ја демонстрира ДПМН. Односите, продлабочувањето на билатералните односи со Соединетите Американски држави не се косат со стратешките приоритети на нашата држава. Неблагодарно е да се споредува една демократска партија како што е Социјалдемократскиот сојуз со една авторитарна и командантска ситуација во ДПМН. Порака до сите гледачи, не верувајте на социјалните мрежи, не верувајте скоро на ништо што постои на социјалните мрежи. Одријат нови надежи дека војната во Украина ќе биде заменета со реални мировни процеси. Ако дојде до прекин на огнот, најважното прашање е кој ќе ја гарантира спогодбата за трајно примирје. Можеби одговор ќе добиеме по самитот Трамп-Путин и разговорите на американскиот претседател со кинескиот домаќин. Во оваа скица на тековна постстратегија речиси е невозможно ниту да се наметне, ниту да се прогнозира европската агенда за проширување. Следува недела во која Брисел и Вашингтон ќе си атестираат взаимната лојалност или ќе влезат во нова отворена трговска војна која очигледно веќе е на сцена. Во ова издание на Тренинг соговорник е Орхан Муртезани, министер за европски прашања и главен преговорач со Европската унија. Добре дојдовте, министре, во емисијата. Благодарам за поканата, добро ве најдов. Дали на сцена е примирие во руско-украинскиот конфликт или имајќи во предвид сликите што можевме недела да ги видиме дека Путин е во воена униформа, може да следува разгорување на војната? Па ако ги гледаме напорите од новата администрација на чело со претседателот Трамп, мислам дека се спрема теренот за примирие, односно за трајно решение кое што ќе воспостави мир во тој дел од светот. Ние како Северна Македонија нашата позиција ја градиме во тесна комуникација со нашите евроатлантски партнери. Само да посочам дека нашиот став во однос на руската инвазија врз Украина е инвазија на агресија на суверена држава и како таква ние во неколку наврати сме пружили не само дипломатска, туку и воена и хуманитарна помош. Сите овие иницијативи од претседателот Трамп и од новата администрација секако дека се позитивни знаци кои што треба и може целиот овој конфликт да го завршат со договор кој што ќе воспостави мир. Нормално дека никој нема волшебно стапче. Ние видовме како почна, а и како се движи процесот во моментот, меѓутоа со секој ден како што поминува, како што се вклучуваат различните страни, мислам дека изгледите се големи да брзо имаме мирно решение во Украина. Кога велите дека позициите на Северна Македонија ќе бидат согласно размената на информации со Брисел и Вашингтон, а САД и Европската унија се на диаметрално спротивставени позиции, каде ние се наоѓаме? Во тој меѓупростор. Застанавте со поддршка на резолуцијата поддржана од Соединетите Американски држави. На што наидовте тука на домашна реакција, например, од холандскиот амбасадор кој рече дека изненаден од ставот на македонската влада. Секако, се отворивте неколку теми, ќе се обидам одговорот да го дадам малце поопширен. Тргнувањето од коспонзор на резолуцијата на Европа за Украина секако дека даде или овозможи простор за да се креира една таква перцепција. Ќе ми дозволите јас да го споделам личното моје мислење и не само како министер за европски прашања. Мојот став бил
И се уште е дека ние треба во однос на таквите прашања и во иднина да стоиме како што стоеше целиот регион. Зошто? Бидејќи ние имаме стратешка цел да станеме членка на Европската Унија и имаме стратешки договор со Соединетите Американски држави. Тие процеси не се спротивни едни на други, туку се поврзани и ние може истите процеси да ги тераме напред заедно. Особено поради фактот што позициите на Европската Унија и на Соединетите Американски држави во однос на стабилноста, мирот, просперитетот на Западниот Балкан не се косат, туку се малтене исти. Во ваква политичка констелација, мислам дека нас како држава и регион ни се овозможува простор со заедничка координација со нашата стратешка цел Европската Унија и стратешкиот партнер Соединетите Американски држави да најдеме заеднички став, при тоа носејќи ги напред двата стратешки цели. Господин Муртазани, дали вие и владата лично се уште верувате во остварливоста, скората остварливост на ЕУ процесот на проширување? Апсолутно да. Има еден многу голем факт кој што ги побива сите тези на евроскептицизмот дека Европа не сака и дека ние не сме заинтересирани. Ке ми дозволите само да накратко зборам околу планот за раст за земјите од Западен Балкан и конкретно Северна Македонија. Значи, Европската Унија доделува за 3 години 6 милиарди евра за регионот. Стриктно иницијативи и чекори кои што го ја зајакнуваат и поврзуваат регионалниот пазар и регионалниот пазар со единствениот пазар на Европската Унија. Пред неколку дена ние станавме член на СЕПА, единствената област за плаќање во евра, без да станеме членка на Европската Унија и без да ги одблокираме процесот на преговори. Има многу вакви иницијативи како Wi-Fi for Western Balkans и многу други иницијативи кои што градуално нас не вклучуваат де факто да функционираме во склоп на механизмите и институциите на Европа без да станеме членка. Не од сега, меѓутоа, особено после инвазијата на Русија во Украина, Европа има дополнителен геополитички интерес целиот Западен Балкан да го интегрира. И тоа го прават не само со декларативни, би рекол, заложби, туку и со вакви круцијални финансиски проекти кои што без ние формално правно да станеме член на Европската Унија, ќе ги користиме сите бенефити кои што ги користат и земјите членки. Премногу оптимистички звучи. Сега ве прашувам, верувате, например, во проекциите на поранешниот вице-премиер Маричич, кој велеше 2030 Северна Македонија ќе стане членка на Европската Унија? Јас мојот одговор ќе го темелам врз основа на извештаите од Европската комисија за подготвеноста на Република Северна Македонија. Ние се уште остануваме меѓу најподготвените држави во регионот за пристапување кон Европската Унија. Моje лично убедување, а тоа го гледам и од системот со кој цело време работам, а и во моите секојдневни контакти во Брисел, дека ние ако во скоро време го решиме проблемот со Бугарија, јас сум многу убеден дека во склоп на 2030 ние потенцијално би можеле да станеме членка, полноправна членка на Европската Унија. Дали трампизмот ги менува приоритетите во надворешната политика на Македонија? Мислам дека не. Поради проста причина што ние сме многу мала држава и како таква ние мора да тераме и стратешки билатерални односи и билатерални со одредени други земји и од регионот, меѓутоа и од пошироко. Како што претходно објаснив, односите, продлабочувањето на билатералните односи со Соединетите Американски држави не се косат со стратешките приоритети на нашата држава. И сите идни потенцијални продлабочувања на билатералните односи ние треба да ги гледаме врз призмата на стратешката определба на државата. Господин Муртазани, допред неколку месеци немањето политичка влада во Бугарија го користевте како алиби за неможност да ги релаксираме односите со Софија. Еве во Бугарија имаме сега редовна влада.
која спречува македонската страна да влезе во директен диалог со бугарските колеги и да ги деблокира, да го деблокира проблемот, односно разликите кои постојат меѓу двете соседни држави? Прво, лична моја перцепција од тоа што го гледам цело време, аз сум вклучен цело време во сите тие процеси, е дека најголемата пречка е недостигот на доверба. Ние го направивме првиот чекор во маргините на конференцијата во Минхен. Имаше прва средба помеѓу министрите за надворешни работи. Има комуникација која што треба да се спушта и на институционално ниво и да се прошири. Јас се уште сметам дека со соседна Бугарија имаме многу безброј теми на кои што може да соработуваме и да работиме заедно, без при тоа да збориме за уставните измени. Според моје мислење, првиот чекор е воспоставувањето на довербата, кое што ќе создава фундамент за градење на едно решение. Без ваквиот пристап, мислам дека секој ќе седи во својата позиција и на тој начин ќе оневозможиме наоѓање на заедничко решение. Кога може да се очекува и изгласување или реализација на барањата на Софија за внесување на бугарите во преамбулата на Уставот? Дали навистина има волја во македонската влада да се изгласаат уставните промени? Формално правно и вие знаете дека таков чекор ќе се потекне кога во собрание ќе има двотретинско мнозинство. Меѓутоа, тоа зашто ние се залагаме со сите дипломатски напори е процесот на проширување, да го направиме попредвидлив. Бидејќи ние имаме повеќе пати искуство со редовни, би рекол, блокади во нашиот процес на пристапување до Европската Унија, и тоа искуство и тие фрустрации не прават многу повнимателни во однос на проекциите за иднина. Сите, би рекол, информации или сите можности кои што би значеле предвидливост на процесот на преговори и завршување на пристапувањето, мислам дека би било добре дојдено. Може ли малку да појасните што сушност очекувате? Каква предвидливост? Гаранции повторно останувате на старото, бараме гаранции дека по уставните промени нема да има нови барања? Све што ќе значи дека процесот на преговори ќе заврши без при тоа да биде блокиран, за нас е добре дојдено. Без при тоа да застанеме во конкретна формулација или конкретна гаранција. Овој процес на блокирање на проширувањето на Европската Унија веќе не е само проблем за Македонија. Станува проблем и за кредибилитетот на самото проширување и за кредибилитетот на Европската Унија. Во сите институции, во сите нивоа во Брисел има многу луѓе кои што ги делат нашите грижи и аргументи и кои што сметаат дека овој процес веќе станува редовна пракса во Брисел. Сме виделе министр, за момент. Еве да ја трнеме настрана Бугарија. Дали во текот на преговорите некоја друга земја членка може да не блокира? Апсолутно да, меѓутоа во све што е поврзано со реформите. Ако ние реформите не ги спроведеме успешно, ние да најдеме решение со бугарите, нашиот процес ќе биде повторно блокиран, меѓутоа тоа ќе биде предизвикано од нас. Сите блокади до сега не биле предизвикани од нас, затоа ние сакаме тоа што во Брисел е како преамбула strict but fair, стриктно да, меѓутоа коректно. Спремни сме тоа да го тераме и све што е поврзано со зајакнување на здравието на демократијата, на правната држава, на зајакнување на економијата, ние сме спремни сето тоа да го изодиме, меѓутоа не блокади кои што не се предизвикани од нас и уште помалку кои што не се поврзани со процесот на преговори. Може ли да кажете временска рамка до кога би можело да бидат изгласани уставните промени? И премиерот, и моите колеги, меѓутоа и јас во неколку наврати сме кажале дека ние сме спремни да го потегнеме тоа, ако добиваме сигнал дека процесот на преговори нема понатака да биде блокиран. Вие знаете дека постојат уставни и законски рокови колку време е потребно за тоа, меѓутоа во однос на суштината на уставните измени никој нема дилема, ни во однос на преговорачката рамка.
Све тоа што е дефинирано, ние сме спремни да го тераме напред, само да бидеме сигурни дека понатаму немаме да бидеме блокирани за причини и теми кои што не се поврзани со текот на реформите. Господине Муртазани, ќе биде малку вулгарен. Вреди како дел од коалицијата на владината коалиција, како да сте безгласна буква. Ќе ве потсетам зошто. Заради тоа што пред да влезете во владата, испорачувавте барање дека очекувате со влезот во владата во временска рамка од 6 месеци да бидат спроведени уставните измени. Веќе повеќе од 6 месеци функционира оваа влада, уставни измени нема. Мислам дека не би се согласил со вас поради проста причина. Сите ние знаеме дека вреди, односно влен нема доволен број на пратеници во собранието за да може ние сами да потегнеме смена на уставот. И предходната владина гарнитура проба во собранието да потегне промена на уставот, односно амандманите за да се вклучат бугарите во преамбулата, меѓутоа без ВМРО ни тогаш, ни сега тоа политички не може да успее. Бидејќи без ВМРО не може да успее, ние сме должни да најдеме решение со консензус кој што ќе ги вклучи сите. Се додека не наоѓаме решение кое што ќе биде прифатливо за сите и кое што ќе гарантира, бидејќи тука е поентата, ќе гарантира европска еднина на државата, све тоа што порано се правеше, на крај заврши со вето. И сега да го смениме ни уставот. После одредено време, ако завршиме со потенцијално вето, евроскептицизмот и фрустрациите во тој момент ќе растат толку што се плашам дека политичарите нема да можат отворено да зборат за европската перспектива на државата. Ако се иземат Унгарија и Словачка, сите премиери во обкружувањето и најмокните членки имаат критичка дистанца кон новата американска политика, кон Вашингтон. И сега најчесто на домашната јавност во политичките кругови се зборува дека новата влада е премногу ја фаворизира актуелната американска политика, дека е пречесто во прегратките на Орбан, дека оваа влада води политика блиска со Вучич. Како вие овие коментари ги доживувате? Имаме ли ние конзистентна, надворешна политика? Заради тоа што од една страна велите ја осудуваме руската агресија кон Украина, а од друга страна застанувате во одбрана на резолуцијата, која е спротивна на политиките, македонските политики. Секако дека имаме меѓународна надворешна политика која што се базира на стратешките определби и стратешките интереси на државата. Не би се согласил особено за делот околу Србија, бидејќи да беше така, ние првата меѓувладина конференција надвор од земјата ќе одржавме во Белград, а не во Приштина. Ние сме мала земја, обкружена со соседи и како таква мала земја мора да држиме подеднакви добри односи со сите наши соседи во Западен Балкан. Што се однесува до Унгарија, поддршката што доаѓа од било која земја членка на Европската Унија е добродојдена, а особено од страна на Унгарија, која што Северна Македонија подолг период ја поддржува во нашата аспирација да станеме дел од Европската Унија. И во овој процес продлабочувањето со односите за одредени теми со одделни европски земји не оди спротивно ни на нашите интереси, ни на интересите на стратешките партнери. Што се однесува до тоа кои земји се критични према новата администрација на Трамп, нема да навлегувам во дали нивните интереси се загрозени или не. Ние нашата надворешна политика ја темелиме на нашите заеднички заложби за мир, демократски вредности и заеднички просперитет. Во овие точки каде што се наоѓаме со нашите стратешки партнери, секако дека делуваме заеднички. Колку интерпелациите за членовите, судиките, на членовите на Судскиот совет, изгласани неделава, е во насока на доброто владење? Ако има одредена тема за која Брисел има нула ниво на толеранција, тоа е владењето на правото и правосудниот систем. Колку што ќе градиме поефикасен и подобар систем
кој што ќе се рефлектира со владењето на правото и правна држава, толку нас ќе ни биде полесно откако ќе отвориме преговорите. Зошто е битна ова тема? Не само заради нашата економија, нашите граѓани и така натаму, меѓутоа процесот на пристапување во Европската Унија нема да може да се заврши ако ние не се нафатиме да направиме сериозни реформи во правосудниот систем. Ќе ми дозволите само да ја споделам бројката која што веќе сите граѓани ја знаат. Доверба од само 2% во очите на граѓаните значи очајна потреба од автоматски ургентни реформи. Сите сигнали кои што доаѓаат од Брисел се дека таму се неопходни реформски зафати, меѓутоа тоа што Брисел сака да го види е одредено политичко влијание во институциите, конкретно во правосудството, да не се заменува со друго политичко влијание. И мислам дека тука сите такви загрижености ние треба сериозно да ги слушаме и да ги имаме предвид во нашите настојувања за реформи во правосудството. Сметате дека со разрешувањето на републичкиот државен републичкиот обвинител Коцевски и со разрешувањето на дел од членовите на судскиот совет ќе се врати довербата во македонското правосудство? Прво, во јавноста има многу дебати околу начинот и формата. Јас не сум правник и нема да се нафатам економист да коментирам законската рамка околу иницијативата, меѓутоа тоа што сум сигурен е дека ако ова реформа се поставува на правилни нозе и правилно да се искористат препораките од Брисел во однос на реформите што начекат пред нас, мислам дека тоа ќе биде солидна основа за градење на доверба во правосудниот систем. Ви благодарам за гостувањето и разговорот. Благодарам на вас. Орхан Муртезани, министер за европски прашања и главен преговорач со Европската Унија, еве што ќе гледате во продолжение на ова издание на ТВ магазинот Тренинг. Отворено пратениците на ДПМН прават јавни линчови со имени и со презимена на суди и сега собранието ги пречекорува своите надлежности под инструкција на извршната власт и директно упаѓа во системот на поделбата на власта,